Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Продолжува да расте бројот на новозаразени со коронавирус во Окочанскиот регион. Според Министерството за здравство, во изминатото деноноќие регистрирани се уште 3 нови случаи. Состојбата со епидемијата од коронавирусот во Окочанскиот регион и понатаму е сериозна со оглед што во изминатото деноноќие се регистрирани 3 нови случаи. Се работи за лица кои се жители на општина Чешиново Облешево, што заедно со лицето кое беше евидентирано како позитивно пред 2 дена, како и 6 случаи од крајот на минатата недела, ја искачи бројката на вкупно 10 активни лица. Заразата зеде замав по паузата од 3 недели во која немаше ниту едно позитивно лице, но по појавата на вирусот во конфекција во Штип, каде работеле и лица од Чешиново Облешево, болеста повторно е активно присутна на теренот. Во општина Виница и понатаму нема ново заболени, а активно останува само едно лице кое беше евидентирано пред 10 дена. Ниту на државно ниво состојбата со COVID-19 не е нешто подобра, со оглед што во изминатите 24 часа од направените 974 тестирања евидентирани се 101 позитивно лице. Од нив најмногу 59 се во Скопје, 12 во Куманово, 7 во Штип, а останатите се во Струга, Тетово, Гостивар, Демирхисар, Кавадарци, Охрид и Велес. И билансот на починати продолжува да расте, така што во изминатите 24 часа како последица од вирусот починале 4 лица од Скопје, Куманово, Прилеп и Тетово. Сериозноста на состојбата со епидемијата од COVID-19 беше повод градоначалникот Илиев да упати апел до граѓаните за одговорно однесување и почитување на мерките за лична и колективна заштита од вирусот. Зголемувањето на бројот на ново заразени од коронавирусот е знак дека треба да бидеме многу внимателни и заштитнички настроени кон себе и кон сите околу нас. Нема простор за неодговорност и опуштеност, носењето заштитна маска, одржувањето хигиена и физичко растојание од 2 метра е основно. Ова е апелот што го упати градоначалникот на Кочани Николчо Илиев како шеф на општинскиот кризен штаб, откако надлежните здравствени институции констатираа нови случаи на болни од COVID-19 во Кочанскиот регион. Во пресет на новиот пазарен ден и продолжениот викенд, Илиев потсети дека заради спречување на ширењето на коронавирусот, најдобро е да се избегнуваат фреквентните места и мешаниците на јавните површини. Пазарот ќе се организира според одлуката од последната седница на општинскиот кризен штаб. Тезгите по улицата Голце Делчев ќе бидат поставени само на тротоарот покрај Кочанска река, на потегот од зградата на ЕВН до џамијата. Заради безбедност, растојанието треба да биде 2 метра, а нивната максимална должина е 4 метри. Во овој момент во соседната општина Чешиново Облешево има ново заболени лица од COVID-19, односно по првиот бран вкупно 8 активни случаи, состојба која обврзува сите мерки и препораки издадени од надлежните органи да се почитуваат максимално за да се превенира ширењето на коронавирусот. Во наредниот период ќе продолжи дезинфекцијата на јавните површини, местата за одлагање на отпад и на другите фреквентни површини, со цел да се спречат можностите за ширење на заразата. Поради непредвидливата и смртоносна моќ на вирусот, се препорачува граѓаните совесни и одговорно да се однесуваат и максимално да ги применуваат мерките и препораките за заштита од болеста. Средба со представници на ромските невладини организации одржа градоначалникот Николчо Илиев, при што се разговараше за актуелни прашања од областа на инфраструктурата и социјалната заштита. При тоа беше речено дека за проекти поврзани со ромската заедница во Кочани досега се инвестирани над 200.000 евра. Општина Кочани досега инвестираше над 12,5 милиони денари за реализација на инфраструктурни и други проекти во ромското мало, со што значително се подобрени условите за живење на жителите од оваа населба. На работната средба што градоначалникот на Кочани Николчо Илиев ја имаше со представници на локалните ромски невладини организации, беше истакнато дека се работи на решавање на сообраќајната инфраструктура и обезбедувањето водоводна и канализацијска мрежа, но и на прашања од социјален карактер. При тоа, градоначалникот информира дека се обезбедени средства за реконструкција на улицата Стамен Манов на потегот до фабриката за вода, при што ќе се изградат водовод и канализација, а инфраструктурните активности ќе почнат набрзо. Во подготовка е и јавна набавка за изградба на живеалишта за семејствата од старата касарна.
Објектите ќе бидат лоцирани во близина на ромското маало, а таму ќе се гради и патна и комунална инфраструктура. Од општинските служби за урбанизам информираат дека цела година се работи на деталниот урбанистички план за градска четврт 5, каде припаѓа и ромското маало. Постапката е сложена затоа што во изминатиот период биле легализирани објекти кои тешко можат да се вклопат во планот, затоа што се изградени на сред улица или пак го немаат потребното растојание со постојните објекти. Поради тоа се подготвува повторна јавна презентација и анкета според уредбите на владата за време на криза. Отворен е урбанистичкиот план за градска четврт број 5, прва во нашата држава со собствени средства од општината, каде што се планирани средства преку 2 милиона динара, тоа се преку 35.000 евра. И сакам директно да прашањето на Нела да одговорам, кога ќе биде завршен урбанистичкиот план. Прво, деталните урбанистички планови се усогласуваат со генералниот урбанистички план и дека во делот на изработката на деталните урбанистички планови треба да се применат сите законски одредби и прописи кои се предвидени со закон и кои навистина прават огромни проблеми во донесувањето на секој детален план, а посебно во планот на ромското маало, бидејќи сите знаеме како се направени куќи, каде и што и како. Ако ги погледнеме законите, каде што предвидува ширина на улица и сето друго што е предвидено, прави огромни проблеми и потешкоти во носењето на тој детален план. На средбата беше истакната потребата од јакнење на јавната свест кај населението за однесување со отпадот и намалување на дивите депонии, како и поодговорно и совесно однесување кон јавното добро и урбаната опрема во градот. На забелешките од жители на ромското маало дека на еден дел од улицата Стамен Манов, која што се реконструира, не живее ромско население, од локалната самоуправа повикаат да нема поделби на жителите по никаква основа, бидејќи инфраструктурата им припаѓа на сите граѓани, без оглед на нивната етничка или верска припадност. Дополнителниот министер за земјоделство Цветан Трипуновски ги посети оризовите полиња во Чешиновско, при што упати забелешка дека дел од каналите за наводнување не се исчистени. Исто така рече дека дополнителната субвенција за предадени количини оризова арпа од минатогодишната реколта се уште не им е исплатена на земјоделците. Иако водата ја има во главните канали за наводнување, сепак може да се забележи дека дел од нив не се исчистени, што представува проблем за земјоделците кои сеат ориз во Кочанскиот регион, истекна дополнителниот министер за земјоделство Цветан Трипуновски при посетата на полињата во Чешиновско. Според него, забелешката се однесува и на проблемите со секундарната мрежа, што ги отежнувало активностите на земјоделците. Сеидбата на оризот оваа година дослеше речиси 20 на дена, што можеби сериозно ќе се одрези на нареднава реколта на оризопроизводството. Досењето беше пред се заради тоа што имаме неочистена каналска мрежа, како што може да видите позади мене. Се уште каналската мрежа е обрасната со трска и со вегетација и практично водата доснеше да стигне до оризовите полиња. Јас постојано во моите теренски активности во минатото, па еви денеска оваа прилика, постојано апелирав и укажав дека системот за наводнување во Република Македонија мора да биде во кондиција, затоа што водата е неминовен ресурс кој што ќе значи рентабилно и сериозно производство на земјоделските производители во цела Република Македонија. Наместо владата да излегува со предлог мерки, економски сет мерки кои што нема да го решат проблемот на земјоделецот, туку ќе биде само една буквално не тешко за реализација мерка, едноставно нема да помогне во решавање на проблемите. Трипуновски упати забелешка за доцнењето на исплатата на финансиската подршка за оризопроизводителите во делот на предадени количини оризова арпа. Оризопроизводителите, она дополнителна мерка која што беше во 2018 година за предадена оризова арпа после 25.12.2018, се уште ја немаат добиено како субвенција, неминовно ја чекаат за да ги покријат своите трошоци во производството. Така да ако сакаше да се помогне на земјоделците, ќе се исплатија сите земјоделски субвенции кои што ги
чекаат земјоделците широм Република Македонија, независно дали се оризопроизводители, дали се сточари, дали се млекарите и така, градинарите во Струмичкиот регион. Така да со овие посети јас сакам да го анимирам и министерот Димковски и директорот на АД Водостопанство сериозно да си ги земат работите во своји раце, да излезат на терен, да ги решаваат и да ги превенираат проблемите, затоа што знаете во оваа тешка економска ситуација која што го зафати светот на глобално ниво, кај нас да не биде само лицемерно дека Зоран Заев и Димковски се грижат за земјоделците и сакаат да им помогнат, а она што ќе го видиме на терен дека имаме нерешени проблеми, неичистени канали и практично една летаргија во овој аграрен сектор. Дополнителниот министер за земјоделство Трипуновски констатираше дека во браната Калиманци во моментот има околу 70 милиони метри кубни вода, што е на минимално ниво за исполнување на годишниот план за наводнување. Поради тоа повика на рационално користење на расположивите количини и чистење на секундарната мрежа за наводнување. Пресконференција одржа Општинската организација на СДСМ во Кочани, на која беше речено дека игнорирањето на коронавирусот и негирањето дека истиот постои нема да помогне во надминување на состојбата и намалување на бројката на заразени. При тоа беше упатен апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита. Почитувањето на мерките, маска, дистанца, хигиена и дезинфекција остануваат единствениот начин, единствениот механизам со кој може да се заштитиме како поединци и како општество. Граѓаните кои се одговорни и доследно се придржуваат до мерките, треба и мора да бидат пример за останатите. Рестрикциите и повторно затворање се непожелни и може да ги избегнеме само со многу дисциплинирано однесување и прифаќање на новите правила на однесување. Животот мора да продолжи и ние мора да функционираме нормално, почитувајќи ги мерките. Комисијата е стручна, со огромна доверба од граѓаните, секој неоснован и политички напади кон неа ја попречува незината работа. Сите одлуки кои досега ги донесе оваа комисија дадоа резултат затоа што беа епидемиолошки издржани само и единствено во интерес на заштита на колективното здравје и ставање на епидемиологијата под контрола. Ниту една одлука или препорака на комисијата не е неоснована и секоја се темели на претходна анализа на актуелната состојба. Членовите на комисијата за заразни болести, кои се медицински лица, медицински работници, кои во комисијата го даваат својот максимум во своето секојдневие и покрај редовната прекумерена работа што имаат како лекари, епидемиолози, инфектолози во борбата со COVID-19. Сепак, граѓаните се најважниот дел од целокупниот државен систем. Влогот на граѓаните, нивната поддршка на институциите се клучни во справување со оваа и секоја друга криза состојба која го погодува целото општество. Сите сме засегнати како поединци и како држава и сите треба да придонесеме во решавањето на проблемот. Политизирање на состојбата, ставање на кризата со вирусот во било каков друг контекст, освен здравјето на граѓаните, нема да помогне, а нападот на врз комисијата за заразни болести и нивното етикетирање дополнително им го отежнува работењето. Тоа е неодговорно однесување на ВМРО ДПМНЕ и треба итно да престане. Здравствениот систем е подготвен и организиран да се носи со новите заболени од коронавирусот. Апелираме до сите граѓани да ги почитуваат мерките за лична заштита, да ги почитуваат протоколите за движење и држење дистанца, ги повикувам надлежните да ги контролираат поревносно почитувањето на мерките, тоа е начинот да го спречиме ширењето на вирусот и да се заштитиме. Од хаварисаните возила пред зградата не можат да си влезат во подрумите. Неподнослива реа се шири од неподвижните возила кои повеќе од 20 години се паркирани позади зградата на бетон. Почнале змии и гуштери да им влегуваат во домовите. Станарите подпишаа петиција за нивно отстранување и бараат од надлежните во Оделението за внатрешни работи Кочани да се отстранат возилата. Хаварисани возила со години лежат неподвижни и скапуваат неупотребливи. Станарите од зградата на бетон мака мачат со искрашените возила
им го одземаат просторот за приот до подрумите и не само што создаваат грда слика во овој дел од градот, туку и навлекуваат голем број змии, гуштери и други животни, зашто станарите стравуваат од нивно влегување во становите. Се собираат мачки и кучиња скитници, а дополнително што при секој пороен дожд влегува вода во подрумите и им прави големи штети. Поднале барање со петиција до општината и до одговорните во Оделението за внатрешни работи Кочани да се интервенира по ова прашање, зашто очекуваат позитивен одговор. Сакаме да се тргнат, колку години стојат тука овие коли, сметат не и мачки, и змии, се има тука. Сакаме одма да се тргнат. Нешто кој ќе ни падне и на 70 години, на 80 се качуваме на колите, па да се го земеме чаршавчето било нешто, не може да се го оставиш. Да се тргна колите. Да се тргна. Најважно е тука да се очисти и да биде чисто, треба ќе се порасне, па И за децата што ќе излезат, не смеш да го пуштиш да излези да игра. Па дали е внучето или твоето или моето, да може да слези долу. Вака не смеш да го пуштиш, или ќе се пресечи, или ќе се удри некаде. МВР ги паркира тука колите, нивниот проблем треба ние да го решаваме. Треба да си го решат тие. Како што тражат од нас граѓаните да бидеме, да поштуваме нешто, така и они треба тоа да ги тргнат колите, за да можеме и ние тоа да го уредиме, да има дечиња кај да излезат. Дополнително станарите до општината поднеле и друго барање за асфалтирање на просторот пред зградата и чистење на тој дел, за да имаат каде да ги паркираат возилата. Просторот цел да се асфалтира, за да може и она што ќе се паркират колите, да се знаат секој своје место. Вака се сите блокирани, едно на друго, нема кој каде да влезе, нема кој каде да излезе. Канал 8 се обрати и до локалната самоуправа на Кочани, откаде што добивме одговор. Во однос на првото прашање за хаварисаните возила, одговорот е дека општината нема никаква надлежност над возилата кои се предмет на судска постапка. Во однос на второто барање за паркинг просторот пред зградата, од општината одговорија дека истото ќе биде разгледано и согласно урбанистичкиот план ќе се види дали станува збор за јавна прометна површина и дали на таа површина е предвиден паркинг за возилата. Ако согласно урбанистичкиот план е предвидено да биде паркинг, тогаш локалната самоуправа ќе го асфалтира тој дел. Канал 8 побара одговор и од надлежните во Оделението за внатрешни работи Кочани, кои велат дека станарите сосема со право реагираат, бидејќи возилата со години стојат таму и представуваат грда слика на градот и им прават проблеми на станарите. И додадоа дека за одредени возила постапката е завршена и истите наскоро ќе бидат отстранети, а за останатите станарите пак да поднесат писмено барање и петиција до Оделението за внатрешни работи и тие ќе постапиле согласно барањето. Од Агенцијата за одземен имот некои возила скоро биле земени, а другите кои се во полоша состојба останаа, така што од полицијата вела дека истите треба да се тргнат на локација кај старата касарна и дека ќе постапиле позитивно на барањето на станарите. Станарите веднаш поднесоа барање до Оделението за внатрешни работи со петиција и потписи и очекуваат наскоро решавање на проблемот. Почна исплатата на правата од социјална и детска заштита за мај и за детски додаток за јуни 2020 година. Со цел да се избегне метеж пред банките, исплатата ќе се спроведе во 3 групи, во филијалите и експозиторите на банките, согласно утврдениот распоред по азбучен ред, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика информира дека во тек е исплатата на правата од социјална и детска заштита за месец мај 2020 година. Гарантиран детски додаток, посебен додаток за месец јуни 2020. Еднократна парична помош за новороденче, родителски додаток за трето и четврто дете, единствен родителски додаток, образовен за студирање, гарантирана минимална помош, туѓа нега, постојана парична помош и еднократна парична помош, мобилност и слепило, цивилна инвалиднина, социјално домување, социјална сигурност и пензија, азиланти домување, парична помош за згрижувач и паричен надоместок за згрижувачко семејство. Со цел да се избегне метеж пред банките и да се овозможи поголема заштита
заштита на корисниците на парична помош во услови на опасност од вирусот COVID-19. Исплатата ќе се спроведе во 3 групи, во филијалите и експозитурите на банките, согласно со утврдениот распоред по азбучен ред според првата буква од презимето. Корисниците на парични права кои што поседуваат дебитни картички ќе може да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство. Министерството за труд и социјална политика потсетува на обврската за носење маска и одржување физичко растојание од 2 метри. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.